Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Јургиевски. И драги животини. Пошто нема само дами и господа, имаме и животни денеска во емисија. Ова е некој инсект, ќе го викаме телма, пошто нема име. Нема. И е безопасен. Може и Ненад да го викаме? Машко или женско? Да, тоа сакам да кажам. Знаеш дека стварно се погоди таман телма да се вика? Женка ни се погоди, зашто да е? Еве телма, дами и господа. Телма. Која што навистина е безопасна, иако изгледа како шкорпија, да не речам богомолка, што да е некое такво животно, нели? Што е уствари? Нена дај раката. Ете, таман. Не се секирајте, каде представи ги гостите, добре ни дојдовте, но никој како. Денеска ќе биде интересно, малку друга тематика за разлика од претходните емисии каде што удривме на пеење и играње. Игра телма нормално, наша крв. Како се вика тоа? Ќе се да? Тука ли е Тина да помогне ако треба, пошто некој ќе мори да води емисија. И добра е издржа. Ова го преживеа. Значи денеска има третман да ти направам да се препослаш. Само змиите немој, молим. Не се секири, змиите се после. Не. Змиите се после рекламите. Змиите за крајќу ги остави. Телма. Океј. Што инсектче е ова? Се вика стик инсект или нели бубачка која што имитира стапче, потекнува од Австралија и Нов Зеланд, ама многу често се користи за едукација со деца, поготово за опуштање од оној стравот од бубачки и баш заради тоа ги чувам и одгледувам кај мене на работа со Маја, заради тоа што тие ни се како една алатка за да ги опуштиме баш децата кои што најмногу паничат на бубачки. И еве и водителки. Види, телма, ако ја оставам тука, може да прошата некаде или? Во принцип може да прошата, така да може и да почуваме да ја прибера. Јас ќе си ја вратам во кутивче тука. Стапчест инсекта кој што живее на грмушки на лисија, тоа и се храни, не е опасна, не е некоја отровна животинка и баш заради тоа и многу често се чува и како домашно милениче, а и е убав пример за мимикрија и камуфлажа, нели? Кога ќе кажеме дека некој животно треба да се адаптира во природата, тоа всушност е еден од најдобрите примери за тоа. Добро. Марија Маја Дојчиновска и Војо Иванов. Конечно да ги представиме. Ја го надминав стравото. Исто од оние гости кои што веднаш инспирираат муабет и веднаш сакаме да почнеме и се надеваме дека ќе имаме доволно време, барем за она што ги има зацртано да го споделиме со нашите гледачи, а вие гледачи бидете со нас до самиот крај, ќе биде интересно тоа, веќе ви е познато. Што се ова? Ти ги донесов за да ги видиш, многу често нели чуваме пингвини, знаат луѓе да не прашат нели телово од што се како изгледа, нели кожа ли е, пердов ли е. Тоа се пердови од пингвини. Тоа се од грбот, овие се од мешето, белите се од напред, црното од позади. Секогаш кога се митарат, се митарат еднаш до два пати во годината, зависи од каде живеат. И всушност ги чуваме вака, нели, повторно да го покажуваме нели тоа на деца како изгледа, заради тоа што е една дилема која што дури и возрастните мислам дека често ја имаат. Као што се состои, ти ги донесовме да ги видиш. Не ти ги даваме, тие се само да ги видиш. Ама за среќа се овие? Па почувај ги денес за среќа, еве нека ти треба. Немој, не можам да издржам до крај. Повод, првенствено, нели, сакавме да имаме луѓе во емисијата кои што имаат интересна професија, а вие ја имате, нели, ќе зборуваме скоро во цела емисија за вашата работа и поврзана со зоолошката градина и со животните и така натаму, и со животните воопшто. Но она што сакаме да го апелираме и веќе тргна на таква кампања, нели, по порталите и по медиумите се зборува за тоа дека може сите оние кои што имаат нели намера, сакаат и ја посетуваат зоолошката градина, преку купување билет сега, нели, кој што би важел до јуни, да помогнат во собирање средства во овој, ајде да го речеме, период зимски, каде што не се посетува, а сите знаеме дека нели одржувањето на зоолошката генерално е од тие билети и не е ефтино, а животните треба секој ден да се хранат. Така ли? Така убаво да представам нели што всушност може да направат нашите гледачи. Војо ќе си продолжи. Војо ќе си продолжи. Јас да продолжам, добро. Знаеш како, Ненад, во принцип зоолошката градина е една комплексна институција која што бара одржување, нели, нега. Ние сме буквално во некои 13 хектари во срцето на градот, скоро 100 години.
и сме веројатно и единствената институција која што непрекинато функционира во сите овие кризи на градот, па дури и последниве. Значи, земјотрес, поплави, војни, промена, една држава, трета држава, четврта држава, сите тие работи функционираат целото ова време и не можам да не го спомнам. Кој ја основа? Кој ја основа? Станко Караман, јас без тоа не можам. Така е. Се додека не му направиме биста. Станко Караман има врска и со Природно-научниот музеј, така. Има таква идеја? Па не сум сигурен, ама апропо тој муабет. Значи, ние што сме внатре, нели оние што чистиме внатре, гомца од живот, нешто храниме, сме тие што сме постојано таму. За жал, кај нас политиката многу влијае и особено во последниве години се политизира целата мислам дека приказна. и децата веќе им е јасно и може да осетат одредени промени во институцијата, токму поради ваквите политички препирања, па тоа ќе се случи и со билетот. Еве да речеме во моментот треба нели да ја поскапиме картата, бидејќи тоа е навистина смешно. Да. Нели да вие отворите една таква институција со 13 хектари, со цела менаџерија животни, со толку вработени, да веруваме дека со само 80 денари ние ќе го платиме сето тоа. Ние плаќаме индустријска струја, вода, морски лавови јадат 17 кила морска риба на ден, 20 кила морска риба на ден. Пингвините исто, имаме цела филтр станица за таа вода. Значи сите Јас тие сум била во Кујна, па знам дека тоа е најубавото сите место, најубавиот зеленчук, Така е. значи тоа не е Така нешто е. за фрлање, па не Значи, ли. тоа чини загревање. Вие имате еден мал град во градов, каде нели треба да функционира и тоа мора да е одржливо. Не може во модерно време да биде одржливо со тие 80 денари, но пак ќе речам, водени сме од град Скопје и во моментот веројатно сите тие политички препирања, нели, треба да се изгласа на совет, не го гласаат на совет заради едни и други страни, Така е. но ние сме тие кои што страдаме. Мислам, ние во името на животот Така да е. разбораме ова. Зоолошката како исто. Така е и се надевам искрено дека нели во моје име нека не биде ова официјално сватено па да ни налепат политичка етикета, но се надевам дека тоа конечно ќе се реши и барем за 2 години од сега да прославиме 100 години постоење 1926 година, значи некаде кон крајот на 2026 веќе славиме 100 години постоење и пак ќе речам тоа е една од ретките институции која што го издржала целото ова време и би било убаво кога би направиле една монографија токму за тој Станко Караман, оној кој што ја оснивал институцијата. Ма ја се расправата на оваа тема зашто ти е преку глава или Знам, Станко знам, Караман како е ќе некој збориш. ден актуелен, така? Да, дури некогаш и му замерам, ама нема врска, мислам, јас му замерам од други причини, тоа се меѓу нас интерно. Убаво е што го спомнува во секоја емисија, во секој гостување Станко Караман, нели луѓето треба да знаат, сепак многу малце има и документи и емисии за зоолошка и за се. Воопшто, Така да не е нашиот Станко Караман. Нема, многу луѓе гледаше, немаше да знам, знаат те гледа кој е Станко Станко Караман. Караман. Да, но добро, тоа знаеш убаво да го срочиш, така да тоа е една убава приказна која ќе почнеш да зборуваш, што дефинитивно покрај децата и возрастните ги заинтересира. Замислете само Ајде, она што е добро. нашата идеја, ова последно и више не збориме за Станко Караман, вето. Добро, Да направиме тоа што е мојата идеја и на Тина, меѓу другото Мицковска, Добро. која што ни е пиар, веројатно во последните месеци од одбројувањето сакаме да почнеме да ги собираме сите црно-бели фотографии кои што фамилиите во Скопје Ги направиле особено во ги зоолошка. направиле во зоолошката градина. Зошто? Заради тоа што за жал ние немаме некоја дата Никаква база архива, да. на архива од целото тоа минато. Имаме нешто, но не доволно, а верувам дека во домашните архиви луѓето ги имаат. Да. Направиме копија со која што нели ќе ги напишеме имињата на тие што се на Ова денеска е фотографијата. многу лесно, значи можете и по електронски пат да ви Така е. пратите. Имате Да ли ви официјален пратат. мејл? Да, не, имаме, ама идејата е да ги донесат за да им дадеме ние картичка со која што тие ќе може да не посетуваат таа година, како ќе се сеќаваат со нивните нели наследници, внуците, бидејќи сигурно баби и дедовци се на Така. фотографиите, бидејќи тоа било пред многу години и би било една многу убава приказна како всушност во сите зоолошки градини да се направи оној таймлайн каде вие ќе видите првите фотографии, први документи. И веројатно оној факт кој што е неминовен, многу од гледачите сега ќе речат па добро тоа нели затвор за животни, затворени животни, они ги чуваат така, ама знаете како
институцијата дефинитивно да почнала како таква, тоа не велиме не, но фактот е дека таа мора да еволуира, нели? Всушност како и Да ги секаде следи во светот. трендовите, така да, е, да што да мора. речеме Белгија во 930 имала дел во зоолошката, нели што се викал Human Zoo, каде имале деца. Тоа не значи дека Белгија денеска ќе стави деца во зоолошките градини, но има една популација животни која веќе живее по зоолошките, се размножува и таа збирка се користи за понатаму да може да се помогнат на оние во природата. Да не се Да, многу ќе се пумпа, расшириме. Ќе се расшириме. Нема, То- само ние не ни сме ја далеку од објасни. тоа, Не ни ја но- објасни сега и може и Маја тука кој ова со 80 денари. Значи што значи тоа конкретно, прецизно и нели најубаво, најпрактично Да, кажам. они со 80 денари, нели, ако Сега купат... го купуваме билетот поентата на- е да ги мотивираме бизнисите и Добро. оние големците кои што можат бидат да си општествено дозволат. одговорни. Зошто? Заради тоа што сметките зимски ни се многу високи, да Така, бидем искрен. да. Посетители немаме доволно и заради тоа Па, кубуриме со периодот, финансии. веројатно, е кога е потопло и надвор, отворена е зоолошката А и генерално. нели имавме еден инцидент минатата година Да, каде не да, затворија да, на 20 на да, дена и всушност нели Сите целиот си тој повликува. да, апсолутно Така. влијае на финансискиот дел. А да, и да, нормално фирмите да си купат повеќе билети, па не знам, нивните вработени можат Така е. да ги однесат нивните деца, зошто да Така не. е, така е. Добро, го следиме тоа како такво и ги подсетуваме нашите гледачи, слободно купете си билет затоа што ќе помогнете за нели да зоолошката обстане овој период, нели да не фали ништо и да може, а тие билети до јуни ќе може да се ги искористат така со долг рок на трајање. Така е. Телма да видам само што ми пре, добро. Се сонца, се расположи. Сега да дојде. Си вика, И бе грепка. добро, Добро. мора да има канџички за Треба да да се се сати. залепи, да. Не мора баш на моја фаца да се залепи, али кај тебе во коса ако се залепи. Па нема да најдеме година ден. Ки се заарни, само ливчиња ки ставаме, ливчиња јадеше, така? доволно беше. Кој што ќе прави само вака? Ние пееме во коси да ти спија. Во коси да... Нема да И Телма тука внапред. да И јас со ливчето, оп, што преш ја ранам Телма? Она со букет у глава. Добро. Прашањата ни се поврзани со она што сакаме во воведно да ве прашаме, нели со вашата професија и така натаму, така што веднаш ќе си почнеме со тие прашања. Вој не мора толку долго како што знаеш. А рече нема. Каже. Рече нема, така Маја, ти вети. Да, така рече, нели? Чекай, Не, за тоа нема да збориме. Кога Помина по кога сте емисија. на работа, нели како пријатели, знам дека сте меѓу луѓето кои што пријателствуваат и надвор од тоа и во текот на денот, нели работниот, збори 80% или 90% или ти кажуваш нешто или не? Како викаш Анди Бајрам, 102%. 102,5. Да. Мислам, збори непотребно, се повторува цело време. Кажи се сега следно. Значи, апсолутно. Ама го на сакаш, работа и- мајче. Апсолутно, да. Па нормално. Без него не можам више зоолошка. Што ве инспирираше да работите во зоолошка градина? Уф. Ај сега да те... Ајде, јас знам делот приказната Маја. Ама Па да, да, делот приказната ме инспирираше, да. Поред она клише, нели, сакам животни, нормално треба и да ги сакаш, меѓутоа ете ми се погоди во еден период кога малце бев дома, пред тоа имав држав дуќан во ГТЦ, меѓутоа ми се десија некои неубави работи внатре во фамилијата. Останав дома, татко имаше некоја операции и болест едно друго, нели помагав со него еден ден, носејќи го по терапија и после отварам весник, се уште имаше весник, што би рекол во стара си Библија, да. Тогаш се читаа весници уште. Оно со Станко. Да, со Станко Карамас ми поише него. Па е наше време. Имаше оглас за волонтери во зоолошка. Се пријавив да си пополнам еден дел, нели да отргнам мисли од се тоа дома што се случуваше. И така почнав. Се пријавив како волонтер и не излегов више. До ден денес, Само, да. таму. Тоа е тоа. Супер. Војо во 3 реченици, срочи се. На 7 години има висока температура и ми се сони. На 7 години имаше крокодил во соба. Да. Не, немам јас друга приказна. Пред да се единствено роди, таа. знаеш. Да, него Не. диносаурус го носи.
Па не, добро, мојата приказна горе-доле е таа да јас цел живот не работам со животни, некако дојде спонтанно, иако со сите претходни директори кои со сегашни се карам, ама не бе... Но, работеше, сакаше животни, имаше и дуќан, како се вика, нели, продавница за домашни продавница миленици, за домашни миленици, ама не беше во зоолошка. Да, никогаш не бев и не бев некој многу посакуван лик натаму, заради тоа што секогаш зошто? се бунев. Заради промените, нели? така. Секогаш бев оној кој што нешто сака да смени, нешто сака да извади од таа кутијата, нели? Да ги смени Надвор од работите кутијата. и ден денес, нели? Така? Така, Не сум омилен. Кажав Тивко. Како викате. Ама да, Тивко. генерално јас верувам во тоа дека луѓето ги прават промените и ги движат работите, нели како Станко на времето што бил доволно луд и кога овде дошол Маја, више не те опинци да може. им каже Добро. ќе правам зоолошка градина и тоа ќе биде така, нели ќе продава наука. Јас исто верувам во мојата девиза, верувам дека е чиста и нели отворена, така да мене ми е најважно што и јавноста и луѓето и самата публика која ни доаѓа во зоолошката знае тоа да ни го потврди, тоа мене ми е доволно. А и Боја, фала Богу животните. Ќе ти ставам бројчаник. Да. Како, Не, само кажи- како за избори, знаеш. Кажи ми, имало никогаш миг кога си се плашал од некое животно, генерално во животот? Знаеш како кате во природата тоа е нормално, сега да не претерам пак филозофски, ама Добро. во суштина тоа е нормално и тоа треба да е така. Само без Станко, те молам. И Станко, така. Ке си одам. Што го спомниш? Мислам дека мене тоа ми е возбуда. Тоа мене ме дразни. Добро. Имаме на неколку пати сме имале инциденти и како Маја знае на шала да каже ту па ти шо малер си денес не требаше да бидеш на работа. На малерот секогаш си на работа. И тоа е стварно така. Значи како да Си го сеќаш ти си. како да е доаѓаш. некоја енергија што ме праќа тогаш во тоа место, тогаш нели да бидам тамо. И мене таа возбуда ме возбудува да бидам искрен. да. Иако не е секогаш лабаво, нели? Си уживам во работата, ама во скоро сите Живееш, ама инциденти. некој треба и да го испрати од кога ќе заврши целиот инцидент и Што возбудата. прави мајко ќе заврши целиот инцидент? Почна да објаснува од почеток до крај што било? Па нешто објаснува, ама е неупотребливив. Не упросе. После тоа, да. Пошто он тоа го процесира, па за понатака, па за следно, па како може, па што може. Кој дел од вашата работа ви е најинтересен, а кој најпредизвикувачки? Ова би било интересно. Уф. Најинтересен. Абе, како да Каде кажам? си Маја вамо, само си кај Фуки... Кај како не, кажат, морските- сега сме повеќе неколку години, 3 или 4 сме повеќе кај пингвините и кај фламингата, да. Пред тоа бев 10 години кај морските лавови. Да. Него сте се подновиле, ај честито за пингвини, бе. Да. Ете го интересниот. Ете го Слушам, интересниот месеци дел, се- да. Сте ностеле. Да, тоа беше тоа со морските лавови, беше еден убав предизвик, меѓутоа некако се случија пингвините, Војо беше сам таму, не можеше без мене, нели јас не, шала на страна, он беше стварно сам таму, јас некако ми беше интересно, ми беше нешто ново. На нов децата мајка им предизвик. требаше. Да, на децата мајка им требаше. Се умори па и беда бидам. Бе, улуци. Родител еден, родител два. И така некако се прешалтав од кај морски лав, се повеќе и повеќе кај пингвините, кај фламингата. И си останав таму. Веќе сме успешни, неколку години поред вадиме Најинтересен, мали. можем слободно да кажеме таму, во моментов. Да. Нови се предизвике за нели за останатите и за вас, тоа е некој интересно предизвик, нели необично, ама Да. нас веќе ни е не знам, не ни е интересно, обично ни е. Да, како и Очекувано нешто, работата нели, во што и да се кај случи, морските да. лавови. Исто. Мојавотот ми е колку години си била кај морските лавови и сега 10. одиш дневно да ги видиш, барем зашто тоа никаква Одам на љубов е не. замена, да, одам Да. на замена колегите кога одат на одмор или не, или некогаш и знам да упаднам, нели има 3 хранења, некогаш знам да речеме и може ли јас сега да ве сменам, нели Како да се ги викаше, хранам. кај? Кан и А, гете. Кан и Гете. Кан и така, Гете, да. Ама мене таму ми е најинтересна шоу програмата, така. Да, интересна е. Убаво е, интерактивно нели се работи, има контакт, имате близок со морските Малта не лавови. баш како шоу програма, како што ја Да, гледаме е по, вау, нели за сите, ама ние што го работиме секојдневно, тоа ни е исто како вие дома да дојдете, имате Клише, милениче да, и да, да. И тоа така е и се тоа. понашаме ние со. А со пингвините има нешто што значи шоу програма, правите нешто А, или? па мислам дека од оваа година веќе спремаме нешто, да имаме некоја мини шоу програма, затоа што веќе имаме втора генерација на бебиња пингвини, веќе не се бебиња, се возрастни, кои што рачно ги храниме, кои што ги земаме во раце, со кои што покажуваат интерес, нели, пошто имаат со нас интеракција, покажуваат интерес, нели, за
така нешто да ги заиграме, да ги така да ајде да не откриваме. Маја, немој да го погледнаш, ќе почне да зборува и готово, више Ако не пи, он треба да одговори на Да, прашањето. па ме гледа и клима, не може Ајде, во една реченица, кој дел од вашата работа ви е најинтересен, на кој најпредизвикувачки? Ајде, Бојко. Да бидам искрен, секогаш кога во зоолошка нели ќе ми текне дека треба да чувам некое животно, по мене секој што можам да го размножам, мене ми е предизвик. Да. И најтешкото и најкомплицираното можеби тоа е она што јас ќе го земам. Така беше и со пингвините, имавме најава дека ќе ни стигнат и као сите се скептици бидејќи е прво животно, ние немаме историја на чување на пингвини овде. Едните ги добивме од Италија, едните од Русија, не ги ловевме по Антарктик, нели како што луѓе се замислуваат, сега па ги затвараме. Значи тие се родени во зоолошки и понатаму идејата е да го одржуваме видот, нели таа линија, за да помогнеме да се збогати колекцијата, така И и да ги Хамбл. пуштиш не може да се снајдат во природа. Така е. Генерално сите тие Но животни. генерално, пак ќе спомнеме, зоонегователот по мене е првата на удар и можеби најважната карика во целиот процес, заради тоа што ти ја создаваш таа магија. Од тебе зависи ден, ноќ, ладно, топло, дали има плима или осека, нели? Сите тие работи ги создава зоонегователот и тој е на удар. Така да успехот за размножувањето веројатно секогаш е на тие што ги чуваат како своја фамилија. By the way, поделени сме, нели, по фамилии. Да, така е. Секој си чува. Се грижи за своја фамилија. Ние више и по мириси се знаеме. Влезе некој од слонови. А кажи ми најпредизвикувачко размножување пингвините се или овие инсективе кои што си ги донел како јајца од не знам каде? Па тие не ни очекувавме Маја ми дека кажа. ќе Не се кажуваме, изведе. беше тоа за на Нешто. програм. Ја го кажам на програма, Маја ми го кажа онде на кафе. Не кажам. Познаците Не, кога дали е имаш тоа историја. нешто што ти било најонака си бил Она Маја изненаден преска дека... што го рече, значи за нас е нормално да колешка ми вика шу првам де Маја, шу клечи у грмушкине, викам брала мома капини. И она се смее ми вика шу прве капини бере, викам бубачки ве ни се гладни. Зимно време барам зелен лист од капина, што е невозможно, него го покриле други листови, нели, што паднале веќе и тој некако се одржил во живот. И јас наведната доле во канал, треба да ги копаш, па тоа И ја викаме, боцка. добро бе, што еден лист цела зима, вика, а не, како протурени јадат, вика, тоа гранки за еден ден. Да. Дали имате умилено животно во зоолошка? Уф, па обично со тие животни со кои што работите, нели, Тие се поготово омилени. подолго време, да, тие ви се омилени. Затоа што некако, нели, ви се блиски, секој ден работите со нив, ги гледате, им ги знаете навиките, нели, и потребите. И обично кога и да прашате од кај нас од зоолошка, ќе ви кажат дека е омилено животно му е тоа што Тоа го кое чува, што да. така е, да. Добро, јас сменив доста реони, така ги викаме ние, значи чував и мајмуни, и пингвини, и морски лавови, дури работев едно време и со копитари, нели, со вакви, од секаде негде си имам по нешто Ајде што кажи ми ги е... како се викаат. Кој? Мајмуните омилени. Мајмуните. Мајмуните омилени ми беше, за жал, не е веќе жив, беше стар нели во години, Мики, мајмунот, да. Добро. Меѓутоа имам и еден мајмун што си го сакам од видот на сиаманг, што се вика Марфи, јас си го крстив Марфи. Марфи. Да. И Потоа, кај морските лавови? кај морските лавови, Кан ми е првата А, љубов. Кан, Кан ми е првата љубов. да. Кан не го давам. А кај пингвинива? Кај пингвините имам еден мој пингвин, Монти, уште од Покажи го. самиот А стар. Важно Да. имаш. Па Чекај да, да го видиме. обично си ги цртам. А прво морските Ова е- лавови, а како да. се селиш по Ова реони, е така си ги Монти. црташ, а? Да, така си ги цртам, ова ми е Тина Скопје не беше на реони, па цела зоолошка ја има на Тина кој се... Кој ти тоа важно некој направи? Боже сачува, Што јас да ставиш Дуња да си попрво? ја ставам на Јас ке цело стам за срце. него, не е проблем. Мене Дуња ми беше омилена Дуња е и слона, дефинитивно само појасни. ми е многу голема болка. Ама од пингвините имаме доста, нели, Да, нови. Монти ми е омилен, стигнаа прво 3 пингвини, кои што, нели, двата некако си стана пар, не е Не, битно. чекај, извини што те прекинувам. Најактуелниот пар, кажи го на Катерина. Како се викаат? Како се викаат? Слушај го ова се. Кажи го. Доле или горе? Па шетаат цело време. Доле или горе? Си ги имаме таму, Ја викам, гнезда. знаеш што ќе кажате? Ова е таму. Како се вика? Како? Флипери? А, флипери Драчево. Ами стана
позната. А што се, пингвини? А зашто се вика? Кажи ти ја едно. Ајде. Ова станува интересно. Пола золошка ни работи во Драчево. Ни работи, ние од Тоа Драчево. само живее. И, значи, секогаш кога ќе ги осетиш низ золошка, ги осеќаш низ золошката. Тоа е енергија, не можеш да ја сокриеш ти. Ги чувствуваш, ги слушаш од сите страни. Се довикуваат, викаат. Ако ги замолиш за нешто така нежно, внимателно да направат, тоа никогаш не е така направено. Таков беше и овој пингвин. Доаѓа да јаде преку сите пингвини иде, најгласен е. Он влегол во базен, сите ги тепа, не смеат да влезат. Викам, ово е нашиот драчец. И така си остана. Драчево му остана надимак, еве го драчецот, да ми иде од некоја страна. Јас си го викам драчец. Ама драчецот си најде пар. Да, драчецот сега си има Да, пари, си така има да сега пар. се. Готово. Секој од Ќе видиме животните што ќе практично, поготово со пингвините е многу едноставно заради тоа што кај нас се Драчецот се раѓа. смири. Се И смири, секој значи. од животните практично Залюби се смири. поред карактерот до некаде и си го даваме и нивното име. Имаме едни кои што се така најактуелни во моментов. Едната ни е нормално цело време ни е во базен, повеќе него во гнездо. Да, Лила и Таа е Лила. Джонатан. Овие другиот лежи Кој на ги дава гнездо. имињата? Вие? Па Ајше. ние. Па според наравот. Ние, освен ако не забега он сега нешто. Да, Првите пингвини ни се вика Ајше, Зоки, Да бе нормално, нели? Драчево, Лила и после он рече као ај не више демек и почна со некои имиња Чија, Манго, што имаше нешто, не знам. Поентата на тие имиња беше уствари секогаш Едукативна. за да ги запамтат децата и за да ги потсетам дека всушност кога ги купуваме овие производи, многу влијаеме на уништување на природата на Хамболт пингвините во Јужна Америка. Манго кај расте, Добро. во крива паланка, не. Или чија, него садиме во Ајде струмица. Станко Караман сега исто причате. Поентата ни исто беше така. да, малку едукативно. поентата ни беше всушност да Мислам ги дека на потсетиме памет, децата дека тоа како повторувањето мајка на знаењето. Пата се гиша до крај. Ама добре се, топ. Па ти на детски роден ден ме бре, душевно. Шути, кажи. Ме имитира, од карши ќе застане. Ама па ја више Станко, кажи Маја. Станко, манго, бананите преку океан што летале, Да, горивото, да, авионите, мора, све. тоа мора да им влезе во глава. Сигурна сум дека ќе им влезе Всушност, со добро. тоа и ќе ги заштитиме, нели, ако ги потсетиме луѓето. Ајде, која е најчудната работа што сте искусиле додека сте работеле со животни? Или некоја ситуација, не мора чудна, може опасна, Предност ти нешто. давам. А Ти давам предност ти предност. давам. Не, онако почне, нема крај, ќе забораваме што прашањето. Ако слободно ја, затоа сум тука, за да ти поише збориш. Јас да го одговорам? Да. Ау, Ако имавме имам неколку нешто, ќе додадам. ситуации. Имавме неколку ситуации во последниве години и мислам дека инцидентите со животни, како на пример ситуации кај што некој животно ќе ви избега, се секогаш за мене онака алармантни, адреналински, да, бидејќи тука мора да од тебе зависи. Нели? Што правите? Пак ќе Ај речем. раскажи една ситуација. Нема правила. Секоја ситуација е правило за себе. Еве на пример, паничарот, јас сум- кажи. Е, Што се паничар. случува? Паничар, да, ама јас секогаш некако тој огнот ме носи. Ме Што води како да се влезем. Ја позади брка го животното, што се прави? Да речеме ти стига лав. Ти стига лав во транспортер како нели куче што ти стига, ма замисли го дека транспортеров е многу поголем. Добро. И лавот сигурно не е пријателски настроен бидејќи доаѓа во ново место, нели од друга зоолошка, патувал во Така. авиони и слично. Така да тоа секако дека не ти е некоја тоа имаш доза на адреналин кај што си викаш нели како да го опуштам животното, да биде се под контрола, да биде се окей. Во последните години имавме и доста конфликти помеѓу слоновите. Дуња и Дела беа циркуски слонови кои што се со трауми од циркус. Они 40 и нешто години, 60 дуња заедно живееле и биле под исти шатор, ама биле врзани за ногата. Никогаш не биле слободни во таков простор како што беа тука кај нас. И сега одеднаш они имаат слобода, немаат махут човек дресер кој што ги кој што ги удира. нели контролира и тие практично на старост дуња ја имаше другаркава која беше помлада, еднава во климакс, другава во мене ме пубертет. погледна да ме- Не, извини. Ама сте нежни бре, аман. Не ја гледај неа која служи да Климакс, клима. нели? Кога нешто нели? Сакаш да кажеш дека и Тоа е животните фамилија, имаат нели? климакс? Како не, како не. Тоа е различно од Ма населението. ела да ја видиш да ела, не да ела. И Машките? машките имате. Погледни Да, на кај негове Порано. мајка. Ета така. Порано е кај нив, не е така. Порано? Да. Добро.
Друго ме инспирираше да прашам. Како се прави, да речеме, набавка во наводници на ново животно? Тоа гласате во зоолошка или се пишува некоја зоолошка дека може да донира, барате од некаде? За да пак нема обвините, дека премногу зборувам во Секако си емисијава, обвинет. ЕАЗа беше Европската асоциација за зоолошки аквариуми и тоа е како ЕУ за државите овде, ама исто како и државама во ЕУ, што не може да влезе бидејќи се правиме паметни, така исто и со ЕАЗа, па овие последниве години ни го прекина, нели, тој однос и таа релација заради не остварување на одредени цели кои што ни беа зададени. Инаку, организацијата ти вели, ако сакаш да работиш, треба да ни помогнеш за тие 5 вида на животни кои што се загрозени во природата, заштитени. Такви беа, да речеме, пингвините, такви се леопарди, имаме камили двогрби, имаме доста И таки... како да помогнете? Во која Во смисла да земеме пар од животните кои што ќе се размножува. Поентата е да ги едуцираме дека тие се во таа црвена листа на загрозени Да ги IUCN едуцираме листа. луѓето. Да ги едуцираме публиката и луѓето, тоа е основната цел на модерната да се зоолошка врати градина. младото, И понатаму ако да се иде- даде на друга зоолошка Така е. или евентуално да се Како што да се ротира. циркулира, Ако е така, можно. А како кај нас што... како доаѓа, така Па горе-доле да. Бог да ги прости. Горе-доле да. Види, во суштина и последниве години ние земавме многу возрастни животни, заради тоа што ние за жал немаме некоја славна историја на зоолошката градина. Во 90-тите ние бевме нели на тапет како многу лоша зоолошка, дури далеку полоша статус од овие последниве години кои што го стекнавме, ама сакав да речам со дел од животните ние ги прифативме како во прифатилиште. Ние имаме шимпанза кој што се од лабораторија, ние имаме Мими која што живеела цел живот во цвеќара во Германија. Она има 50 години таму ги поминала. 10 години живеела во АП во Холандија и сега доаѓа овде заради тоа што ние имаме единствено во Европа кај што не размножуваме шимпанза, а можеме да ги чуваме како во пензионерски дом. Така е. И сега вие во Панада нема да влезете да се изненадите од смрт на возрастен човек. Тоа е, да речем, очекувано. Да. Исто и со Дуња. Дуња беше 60 години. Тоа беше права баба од слон. Она си ги живеа последните години супер. Да. Заради тоа што ако не друго, барем не живееше на ланец, по тенда и не патуваше во камион. Да. Нели? Тоа што 50 и кусур години тоа го правела. Да. Имам едно прашање кога веќе Имаме, извини, машки морски лавови. Ние имаме неразмножувачки групи. Циркус Да, спомна. да, да. Луѓето од зоолошка имаат вакво срце да отидат во циркус? Ја мислам, Па, знаеш како не можеш да речеш дека За волја на вистината циркус не сме виделе. циркуси Не, се не, забранети во некада. принцип. Да, Циркуси се добро. забранети. Ама како дете ја на пример уживав да одам во циркус, одиш во зашто тоа циркус? беше место кај што ќе видам животни, ама како дете. Да, он не го гледал тоа на тој начин Да, дека се точно. малтретира За животното, после да сватиш дека ни животните, ни децата внатре немаат детство, бидејќи не може да живеат, да имаат другарчиња, Јас патуваат цел сакала живот. циркус. Нели тоа не била розова приказна, ама Да. затоа со кловнови, со добра музика, Да. со бои, тебе ти се продавало како убава приказна и тоа било за жал така. Лошото е што пак ќе речам, зоолошките многу често ги асоцираат со ова. Не велам дека сегашната слика на градината треба да биде таа која што е финалната. Ние сме во процес на еволуција и се додека се бориме да го смениме тоа или одредени работи, сепак е добро. така е, да. Добро, таму се луѓе кои што се, како да кажам, кои што имаат идеи. Тоа е најважно. да, Така. само Сега да нема реализацијата, политика. да, Само тоа да ни го реализацијата на треба. идеите оди малку побавно, ама процесот Тоа се било идејата и на Карам. Ај малку вака, кој е најчудното прашање што ви го поставиле, што ви го поставил посетител, да речеме, нешто чудно поврзано со зоолошката, со животно, некое нешто. Еве, јас сега ми текна нешто, не беше прашање, него беше нешто што го слушнав. Викенди обично е гужва, тоа беше пред неколку години. Мајка со 2 деца доаѓа, 5-6 години децата, и сега децава немирни, затоа што мајката на телефон, нели, си скрола, си пишува, дотерана, нели, мислиш не доаѓа зоолошка, него иде негде да искача навечер. Доаѓа, застанува до живеалиштето на леопард, имаше една едукативна табла, каде што имаше по едно крупче, малце јајце видно, кожа од леопард и кожа од јагуар. И демек разликата која е меѓу леопард и јагуар, пошто се вака нели слични доста по градба, и му вика да го смири наводно детето, дојди, ела да видиш, дојди да видиш какво јајце несе Леопардот или јагуарот. леопардот Да. или јагуарот, не знам што имаше тогаш внатре. Мајко. И бисери она го има. едуцира, да, детето. Мислам, тоа е Јајца. меѓу бисери, нели се? Бисер има нон-стоп. Бисери Дали нон-стоп. ти текнува кога не прашува диносауруси, дали имаме само кукли?
А, да. Да не има жив некој да... Или ќе потроши, прашат, живи се? Важи. Овој да извади нешто од твоја архива, имаш ти. Од ризница. Ајде, што ти поставува да Има, више прашам? не ни текнува, обично Или некоја сме малце и ситуација како нервозни Маја, за што викенд, затоа што стварно културата... Јас сум нервозен кога ќе влезам и кога ќе видам како одредена група на луѓе се однесува, посебно кај мајмуните, со трескање, по кафези и така натаму. И она што го помислуваме, како се справувате вие со... Па не се Тие справуваме. Никако. Да, не се справуваме, За за жал. жал. Да, и со нервите не се справуваме. Мислам дека траума за секој од нас вработените е дежурство за викенд, заради тоа што тогаш имаме огромен наплив на посетители. Не, тоа што особено правите? сезона. Еве сериозно. А што да прави? Не може, на не моменти може да се разбере. афектира. Ќе ти го Што нормално снимам да се Војо разбере. некогаш, ќе ти го... Да, не сум Урла, вако. вика? Да, Не, ја, оно. ја извадив демон Не од можеш да го мене, познаеш. Леле. Демон од Не, нема мене и треба во вада. некој Ки ги ситуација. тоа што можеш да ги абсурди смееш да гледаш. ги избркаш? Па, за жал не, многу Па се тоа е многу проблемот. Да. Не можеш да ги Не избркаш. Не можеш да го нападнеш, пак има да. права сега како посетител, од друга страна не почитува ред. Пример кај пингвините, на сите тие стакла, кој како ќе застане на стакло, сега ем го гледа пингвинот, ја гледа водата и не знам зошто има потреба да тропа на стаклото. Да. И тропа. И се Или кај замислете морските толку лави. илјади луѓе за викенд, секој да земе да тропа на... Или пак кај овие крволочни животни, каде што мајка Мислам, си тоа гледа во више- телефон, дете се прекачува, нема никаков Да, проблем. да, Или пишува секаде, не рани ги, се бутаат пуканки. Тоа, не рани ги. Да. Здраво, дечко, тука работиш, така да. Ќе те молам телефонот да ми го дадеш кај леопардот ми е? И ја викам како Што ги кажам јас? Ај дај, сврти, фрли ми го телефонот. И Па падна како во успе да ти келата. падне? Па јас сакав да сликам, вика, без решетка. Значи она, протнала стаклото, нашла ќоша кај што има мрежа, ја пикнала раката, го нашла аголот, дошла до струјата, ја пецнала и го пуштила телефонот, го фрлила и паднал внатре. И шо ќе кажам јас сега на леопардка, ај влези внатре да го Тргни земам се. телефонот. Те па И тргни седи се, малце тука, госпожата ајфонот. И што правиш во такви ситуации? Поздрав. Поздрав. Кај морски Поздрав, лавови купете исто си нов беше интересно телефон, на госпоѓа. почеток, кога немаше висока ограда кај морски лавови, обично за викенд, нели, научари сите дотерани, и се наведнува над оградата за да види што сака поише да види, не знам, Може да. од небрежност, ќе И од речеш. небрежност, и Ова е научари нешто. имаше, да, ностоп научари мобилни, кај Не, морски да лав не, сме да вадале. не тргнеме негативно, Добра. Има бизарни работи, што на паметот не би ви паднале, а ќе ги здогледате и си викаш, дали е ова нормален? Ај три, да. Детето Нема, да го не, качиш не, на не. ограда кај Ај, мечката при. да виси. Каде, што? Детето си го Кај качува на мечки. оградата кај мечки. Зашто? Да, тоа ја го имам видено. Качено виси, на зидот, Да, да. па да види мечката каде. Да. А не мисли, види, него а го да држи. го слика, Како ама го да држиш? нема решетки го качува горе, мислам, тоа е надвор од умот. Да. Господе, Па добро, на Боже. Инстаграм кај пише од патувањето во Африка. На сафари. Значи, уште Се еднаш за Инстаграм. подсетување, не се ранат животните, имаат тие доволно А, храна, џабе, мислиш дека имаат не знаат, па на луѓето што сите ги табли ранат. пишува Он таму. со Така. смоката удира у таблата. Оно и кога ќе ги прашаш дел од луѓето, може би ајде ќе речеме наивно или со фина намера, нели даваат смоки, даваат храна и он вика па за само смока давам. Ама тоа е една смока. Ние за викенд имаме 6, 8.000, 10.000 луѓе публика. На стадион концерт да правиш ќе треба да викнеш брза помош, полиција, пожарна, обезбедување, сите ќе стоат. Ние сме истите вработени, пола капацитет. Да. Значи ако преку недела сме 30, вака сме 15. И тоа кубуриме. И тие па пола да не зборам. Не избори. Не избори. Најдобра Како Никој пише? не намера, го сакал. Станко Караман, ајде. убаво Станкови каже. Убаво викаше Станко. И Најдобро еве последни имавме инцидент еден исто со посетител кај што со гранки сакајќи да даде фина храна на животното, нели гранки бере. Прво бере декоративни растенија кои што се отровни, кои што се токсични. Дел од животните ги изгубивме од глупости, нели од хранење со токсични билки. Или имате смоки на лемури кај што вие, не знам, таа ќе изеде денес по една смока 200 смоки, така? Мајката го губи млекото, заради тоа што не може да го дои бебето од толку сол и Имаме чипсови. и мармозетите. Мармозетите, Алергични на глутен. имаме овие макаки, мајмуни кои што исто имаат Полека, малтен дијабет, па се нервира. Малку смири се, реклами ќе најавиме. Викав да не ме После, почитувани гледачи, почнуваме со оние игри адаптирани за нашите денешни гости и ќе ја преплашиме Кате, пак се вади змија во емисија. Видете така до самиот крај. Змија, нека са, да видиме дали ќе ја касне.
чекаме за кратко. Ке ви. Игра Телма. Да, ма вidi како центар. Телма, На джингл. Да, расположена. И се свиѓа у се студиото. свиѓа, овде храна, ливчиња, све има. Топличко е, така ли, Телма? Маја и Ајде. барала некоја Ајде. ливче од Калинка. Како беше Маја? Чекај Да, се. од Капини. Од Капини. Брала мума капи. Брала мума Капини. Е, така. Сакаш ката да видиш? Не, Делмич. кожа треба да ми. Не. Добро. Доста беше. Да се вратиме назад со нашите гости, зборувавме за зоолошката, генерално ни се наметна таков муабет, нормално. А и долги години сте дел од зоолошката во Скопје, па има и многу муабети кои што сакавме да ги споделиме. Е, сега малку од игрите. Телма, добро. Интересни си игрите и лесни така да. Што си, што Немој си така сега погледна? тие фати. Што се таков, знаеш Бојо да како остане интересно. да остане без зборови, Без тоа зборови. е Ако значи игра нешто со зборење, паника. супер, ќе победи. Да, Добро. Со прашување играм. Да, Асоцијации, само да нешто. видам, вие ќе бидете животни. Па што може? Коли сигурно нема. Необично ставаме Гардероба непопуларни сигурно ликови, не. ама Не преска ќе беше вас- добро се спремаме за на емисија и Сабели викам, ама денес нема да се гнасиме многу, така? Да се А, гнасиме. Да, и 3 hours later, ја у машина со прашина мелеме дрва нешто чистиме и маја ми вика, нели немаше да се прља за на емисија? Ај, бабе, кап ти е Чекај, гај. кате, Нема да не мирисаат на камера. точно, мислам, Овие се наши. водителите што ќе се несвесно, не, се шегувам. Косата ми ја дуваше, се дувам кај Да, фризура. Стави ве ги на очарите. овие очила на А, глава, на... на Аха. очи. Исклучивме ова да не се гледате, значи треба да погодите што... Вида? Виде? Не, Добро. Сигурно да го сменам. првата буква ја видов. Дај. Ај, не може, нема. Глупа сум ја плавуша со мајти. Со една буква не погоден. Со една буква ништо не Значи значи. имате... А, таа е. Ама не Не си издавај, сега лош. ќе погоди. Па Не се, си лош. што треба да направам? Чекај вака, треба да направиш, да прашуваш кој си ти, што животно си, со таа ти помага со да и со не. Добро, Значи што сум прашањата ја? насочи ги да ти Добро, одговори со да. цицаш, птиц, имаме време нешто? Не Што е имате наградата? време. Не е награда, бе, Наградата игра. е 3 А, кила ба, листови доста за... збориш, Абе, ајде ебе. отиде емисијата, нема едно Добро, животно да цицаш, погоди. рептил, птица. Ама како Абе, да ти како одговори ќе, со да? дај А, не со го дај не. слушај. А, добро, цицач? Не слушам, Добро, морам ај, да збори. збори ми. Цицач? Да. Големо животно? Не. Мало. Јадам месо, Не. јадам растенија, Да. јадам овошје, Не. јадам растенија, сум бубачка. На крај ќе рече Не сум. глупа си. Не, чекај, јадам... Не си бубач. Што јадам? Па не може да ти кажеш бобинки, што е. Како што јадам? Јадам овошје, не? Не. Добро растение јадеш, ајде доволно е. Добро Што растение, сега? јадам листови. Премини на животното да ти го опишам се, не ми што Имам јаде. крзно, Да. добро, имам перки, Не. имам ногти, Да. имам големи заби, Не. го имам у Македонија. Е појмане. Не знам, мислам дека не. Не. Може би некој вид, нешто подвид, ама. Па сега го има или го нема? Е, од кај да знаеме сега? Па така ќе го лимитирам. Нема. Ај сега, Ја за мислам, Во тоа Европа се го има. закачи. Да. Во вода живее или на копна живее? А би сега... Дај со ми или треба. не? Во вода живее. Да. Е, Господи, Станко кара, ма нерви, нити го има кажеш. нерви, виш. Ајде има крзно, во вода живее, така? Така? Видра, Не. Не. и па ако јадам растенија, дабар. Така! Ама ти помогна пошто се подзамисли на видра. Што да И правиш, викаш нешто да друг го вид трпам? сега. Го има, бре. А бе, каде? Дабар. У Македонија, Дабар Дабар. има Дабар. Македонија. Живее, Каде? бе, да. Каде? Па ретки се, ама има. Добро ти постои. помограв, реков. Добро, не знам, ај можда, ти. ајде. Да, бе, кај е у зоолошка има. Ти си? Добро, ќе се брутал. Според тебе, Не, змија, ај. Ај, прашам. змија, ајде, пошто за мене Не се си работи. змија. Лошо е, по нарав, мислам, Не, познато не, не, лошо. не, не. Гарант се употребува као асоциација на жена, лоша. Да, да, не, да. Да. Добро, да, еве краток бе. За прашањава дали? Не знам така ќе излечам најбрзо. Ајде. Ајде групите кажи. ги. Убаво животно е. Па за нас е убаво. Што не е за нас?
Убаво име. Ги чува и ги сака. Го имаме во зоолошка? Да. Да. Го има на прв реон? Да. Во реони. Да. Па да, така Па на и ние го брзо имаме. кrenulirам. И ние си го чуваме. Живее во вода? Не, Ау, прв реон нема вода. Глупа сум. Добро, има пак. доста, ајде. Добро, Во езеро ајде. живее? Не. Некад Мислам, може. покрај езеро, Не, се мислам. зезам, Добро, не. Прв реон. Прв реон. Да. Прв реон. А првата буква ја видов? К. И ето. И? Па да, затоа мислеше по крокодилот. Него дај пораши си... Крокодилот овој прв реон не. Не, ама затоа на К. Да. Ајде. Лошо животно? Прашувај Не си е прашања, лошо. ајде Не, околу видот. асоциација за лошо Видот, животно. Не е асоциација. Што Лош имаме? контекст. Да. Аха. Ама не разбра така она, Воја. Не разбрав. Да. Па затоа не разбираш. Затоа што многу збориш. Затоа што не знаеш да објасниш, ја чубаво ти објасни. Баш кога ти Добро, помогнав. Ете. Ајде, прашај Ајде, Маја, малку за видот. Не, добро, за видот, ајде. Цицач? Не. Кажа, тоа го скокнавме. Не кажав, ти кажа тоа. Да, кај тебе беше тоа. Да, Добро, ајде се не. предавам, ајде, и онака. Не можеш да се предадеш, одиме ние сега со дополнителна Набрадата е- помош. Така. Пердуви. Наградата ќе ни направи. Пица. Мрежа Пица. ќе ни купат. Мрежата. Мрежа ќе Да, ни птица, купат. ау, Птица. мрежа ќе ни купите. Да. Птица? Ја имаме бела. Да. Ау, какаду. Не, бре. Што? На прв реон какаду. Не. Кокошка. Жена. Преска викам. Од прва ќе победеше. И викам, ти си и толку беше. Па не ме викаш кој. Да, ќе ти излеташе, ти излета можеше слободно да Не, победи. не. Обично ја те викам така, обично Не, ми викаш не. змија, крокодил, Не, те не викам знам, крокодил. демон. Не, крокодил значи убаво. Ау, Одлично изиграно, одиме одма Гинисови, ајде. Ајде Гинисови, чекам. Табличките сега, пред кажи вас. ми, кој пишуваат нено? Па еве нека видат вака, шо. Така? Само Да. црвено Добро. би требало. Не, но вие ќе пишувате што Тие мислите. таблички одиме со Маја, Гинисови, ајде кате. Ајде. Да видиме барем 5 да поминеме, зависи од тоа Војо колку ќе има да додаде. Рекорди за животни во зоолошки градини. Што мислите? Најстарата зоолошка градина од кога е? Година. Година. О, ја губам овде. Ако слободно. Ако пишуваме, Маја. Не ставаме од Чекај колку до да колку, дзиркам. што ти Дзиркај. доаѓа Добро. на тепка. И кога ќе завршиш само сврти. Да. Не. Не. Ај, не, ама, окей. Чекај Не, да не, чекај, сега не брише, биди фер, сврти. Добро, сврти. Значи, далеку си, Војо, Маја, Ама браво, Маја си близко. 10 години подоцна. 700. Да. Ајде, кажи. Да, Виена. 1752, така е Ете. Виена, така е. Така е. Јас сум математикава моја. Најстара жирафа во зоолошка. Колку живее као? Да, колку години? живеела? Джими. Джими, мислиш ти 45, ти мислиш 27. Одговорот кате? 26. 26, тука Војо. Значи 1-1, ај памтете се. Добро, па пишам нешто што... Најстариот слон во зоолошка. Колку години имал? Се викал Лин Банг. Не видов од тебе. Зашто ве толку малку му дадовте? Немате постар. Во Тајван? 86. Нема Во шанси. Тајван. Во Тајван. Еве го пишува. Ма од кај ви е Знај податокот таму, фейк ајде? вието. Од интернетот кај Од Гинисова ката ја отвараш. Од која страна? Добро, сега никој не освои? Која страна, он не знае. Никој. Јас сум поблиску. Кој беше поблиску? Доста Што е. пишавте? 67, 6. 6, нема Значи публик. 2-1, извини. Ај, петката. Океј. Кај Војо нека иде. Абе, Зоолошка со најмногу животински видови. Колку има? Берлинската Берлин, зоолошка. да. Ајде колку? Колку има видови? О, преку Над? 2000... не. Да бе, секој за себе, што А, не, добро, не. извини. Не. Ипа не препишу. Не. Рече Маја ке се скара до крај. Добро. Маја вика 4800. 450. Што бе 450? Видови. Само Единки или толку? видови? Видови. Ајде, Видови не сега биде толку. единки. Единки е Размножени видови. јајцеклетки. Па животински видови. 1500, над 1500 видови. Добро, ама пак е он најблиску. Чекај бе, зашо Чекам, бришам да. така нема? Не, јас не ви се 3-1, прашањата. Се А? извинувам. Листица? Видови единки, тука више Да, се... бе, видови единки. Добра. Значи 3-1. 3-1. 3-1. Дај, еве ти со брисач. Зоолошка со најмногу посетители во една година. Што мислите, колку посетители во Сан Диего е? А, па он бил не е фер. Не може. не, Ја знае. Па, И не сигурно сум- статистиката не ја ја без видов. за тоа ќе се Во еден фатам. ден?
Не, во цела година веројатно е оваа бројка, се надам. Кој е неверојатно, да, него во се една пишува во една година. Да, Во извини. една година. Не Зоолошка со најмногу посетители во една година е Сан Диего. Не пишувам, не, со овие Вкупно. пишуваш. А со теа бришаш. Добро. Ова не пишува. Земете го другото. црвеното. Црвената добро. луѓе. Тие големите Тие се за бришање. Еве, милион и 800. Не. Мислиш милиони. Ама остаја жената нека се Преки одговори. Остаја нека се мисли. Ти мислиш милиони 800. Добро. Григор, не. Ајде, Војо. Милион, виж што пишав. Добро. 18.000. Ми стоиш Ја на- мислам 15. Милиони и Добро, 800. милиони 800. Ја 15. 15.000 мислиш? Не, 15 милиони, извини. 15 милиони? 15 милиони, Што да. направивте, бе? Джабе што ми избори, не па Четири. милиони. Милиони 800, значи Маја е поблиску 4 милиони. 4 милиони. Да. Како беше оно? 3-2. 3-2, да. Добро. 3-2. За мене? Ова статистика ме фати. Првата ноќна зоолошка градина Сингапур, ноќен сафари, која година била? Отворен. Ле прашањава. Па да ги Кој ви ги едуцираме и смисли? луѓева. Сами. Нокина. Ноќна. Кога било направено? Да. Кога прв пат било отворена. Добро. Ти мислиш Ама зашо го диркаш? 1980, 1994. Поблиску е Маја. Значи 3-3. Статистика. Првата зоолошка со успешно клонирано животно. Ето, он ќе погоди. Што сакате да погодувате? Како, каде или која година? Па ни едното ни другото не ми текна. Да. Ајде каде? 1999 година. Каде е? Коза. Не, што? Коза Коза клонирана. клониран. Добро. Каде? Каде клонирана Сингапур? коза? Не. Ау, појма не. Тварно, немам ни идеја. Ајде, Не знаеме нешто кажи. каде. Континент кажи, бе. Нешто бе вака лупно. Азија или Европа? Европа, не знам. Европа се. Не знам. Австрија. Ти што? Кина. Ја кажав, Кина. Кина, Сингапур, јас сум поблиску. 5-2. Како бе заклучи? Ова не се вака. Како заклучи? Јас сум поблиску. Демек Беше 3-3. километри. Азија. 4-3. Се одзема Австрија, бодови не кажа Австралија. грешиш. Слушај, ова е Па твој како терен си? сега. Рекорди за 5-2. специфични зоолошки животни. Вика, најдолгата змија во зоолошка. Ај сега да те видам. Ајде, Во само сад. книгова. Добро. И сега, што да кажам? Во сад. Колку метри? Колку метри? Да, е најдолгата Најдолгата змија. змија. Се вика медуза. 13 метри Ама анаконда. пиши таму сега што 13 метри анаконда. Медуза се вика. па се ја ќе пишам И не е 13. анаконда, питоне. И не, Ретикулите, и како? не е 13 метри, гаранте 15. Ајде. Не, Воја е поблиску. Воја е дај да ми- поблиску. 7,67. 7 метри Бе, 6. не, Абе, ви се точни податоците. стварно? Најдолга змија не е 7 метра. Стварно подолга? Ла. Катастрофа сме. Ај гуглај таму да Сирикет. видиш. Ај за рекламите ќе гуглај. Ајде. А што ќе добиеме стварно? Ограда. Што е наградата? Ограда. Ограда? Ограда се казва. За орли. Ајде. Најстариот Кај па ти за орлите? орангутан Во во зоолошка. зоолошка. Колку години има? Години. Инду се викал. Во Австралија. Ова се тие што излегуваат како гинисови рекорди, Војо, не се љути. Абе, остай го сега, дека Не може. Види, нас не ни биле точни, а зашо па твоите се точни? Тачно. Ево, ајде, Војо, честито. 61 година ти пиша Браво. 62, браво. Колку е? 5-3. 5-3. Првата кого? успешна За мене. Првата успешна операција за срце на срце кај слон во зоолошка кога била направена? Во Германија. Зошто Која вака? година? Абе, си играме. Не може. Се откажам, не е фер. Зошто бе, Маја, овие ги Ајде, пиши Ако си година. поблиску ги Намерно губаме. е. Рано, бе, Абе Војо. и ти да победиш. Војо, многу мрежа. рано. Остај, И остај ти го да си. победиш, он ќе победи, пошто Па те мрежа води ќе за ни 2 купат, бода. пиши. Но, Добро, е многу- 2005. Ти си поблиску од 2020 там. 2020, многу ти 95-та, операција на срце на слон. А од Станко Караман му е тоа. Оставштина му е тоа. Да. За еден бод. Ама не. Тоа време е он. За еден бод, за малку. Добро. Реклами? Кој победи Воја? Се разбира. Реклами. Змиите ќе се радат после Не, рекламите. не, јас си одам стварно, Немец. Ќе ја галиш. Нема шанс. Ајде. Само од тоа се плашам овој страв го надмени. Ајде видиме. После Ајде. рекламите.
Сланец на исхрана. Еве, че Ненад биди умен. Слушај, Да. вика, Војо вика, никој како никој. Нема да остане никој, пошто кате Ева бега излезе од сценографија и било страв, И ова се залюби во пачката. а само ова е телма малку е нервозна. Па да. Така? Добро, Зошто е не е нервозна? секој ден велик ден и за нас. И он Така има е. право на таква нешто. А ова Не на мора мајча, јас кога ја таа држам. И било милениот питон на Клеопатра и всушност таа често си ги носела на своите раце заради тоа што сакала со нив да покаже дека е храбра и решителна во одлуките што ги носи, за да сомнежите дека жена е кралица на Египет и дека не може да води држава, веројатно змиите многу и помогнале за тоа. И малку претирала со играњето со змии, еднава е питон и не е опасна и отровна, ама постојат и отровни. Една легенда вели дека можеби се заиграла со некоја отровница и А чекај, тоа знаеш и што се да те случило. прашам? Шарена е. бол питон. Како да Не, познам? не, дички. Сме зборувале во неколку наврати за тоа, нели, околу отровниците во природа и така натаму, ама па ова е изразито шарена. Нели ја со моево познавање дека ако има шари, дека опоменува, така е. И тоа така треба да биде, нели, опоменувачко шаренило. Те опоменувам, седи на страна, опасна, сум отровна. Некогаш овие знаат и да емитираат отровници се со цел да го уплашат, нели, непријателот. Во суштина она само се камуфлира, личи како корен од некое дрво заради тоа што седи, нели, во таков предел и чека да дојде некој глувче, чоп-чоп, за да може да го касне. Сега она што веројатно треба да запамтиме кога се змии во природа во прашање, змија не трепка, нема очен капак и таа никогаш не ги затвара очите. И сега очите на змија се нонстоп отворени. Се замисли ти си седиш, нели, некој ти доаѓа некој чудовиште, ти скока врз тебе и ти треба да се справиш. Нели, ти си спиел, така да змија нормално е да касне, нема раце да те бутне. Да, Едноставно превентивно. како ќе се да, Така, така и на извадиш деца од им го памет, објаснуваме заради тоа што Кој сме тоа е ке најблиско. деца? Уште во минута. Не во минута, во 30 секунди, Во 30 ке 30 пееме. секунди да ми кажеш еве најинтересни прашања, да не те ограничувам со бројка. Кои што децата ги постави, дека што си бил ти во небрано како да одговорам. Има неколку, едното е дали слуша кај се ушите. Добра. Да, кај се ушите, нели, тие се тука. Нема ушни школки, бидејќи Да. се влече, природата е Но совршена. слуша. Каде кака? Каде кака? Од газот, еве го газот на змија. Ова е газот на змија. Добро. Само ова малото, еве ова врвчево, ево павче, еве го газот. Ево тука кака. А ова Тука е едно телото, дупче. значи, ова е Се опавчето, останато ова не е тело. опашка. Во тело има рубет. Нема видиш, како ја луѓено, научив нешто, бе, ова цопки си порасне, бе, тоа беше опашка на гуштер, ама не и змија. Цопка и змија значи дека таа нема да може ни да се влече. И веројатно на третото е како раѓаат бебиња, или како водат љубов и дали се препознава машко од женско, тоа име на децата исто едно. Да. И сега се препозна да речеме ти Не, пошо на ги- дворешно не можеш да видиш, тоа треба ветеринар да брцне доле и да види со сонда да види дали е машко или женско. Во суштина има змии што раѓаат и живи малечки, но и како питоните што несат јајца. Убаво е таа. Добро. Значи Ми се како те допаѓа викаат? колку сликовици. Како те викаат? Како те викаат? Оној? Оној За со да змија, пееме не песмама. знам. Не, на свадби? На свадби. Па тоа беше на ти тикнал на урокот ќе се фати дека ќе запее песнави та и се сите знаат дека ој сите на кај мене. Ајде сега ставија таму кај што треба, а ние ќе почнеме. На срце ми лежи, мила мамо, на срце ми лежи. Две. Ај на срце ми лежи, мила мамо, една лута змија. Издржам, дечки. Навистина ни беше интересно, како деца се осеќавме во игротека како на роден ден. Да. Така што навистина беше интересно се ова што го споделивте да се чуе, ви благодариме за тоа и за тоа што не удостоивте. Бидете добри, сакате ги животните и почитувајте нашата институција, се надевам дека ќе се гледаме за добро. Така е. Маја, водата. Кажи нешто. Кажи за Станко, кажи. За Станко в друга публика, маја ќе кажа. Океј, се гледаме утре 17:15, бидете на Телма. Чао. Чао.